Значи, Елем е во загуба прв пат во постоењето на независна Македонија. Годинава е у загуба. Елем е убула 123 милиони евра е во минус. Значи, Елем влегува со добивка од 50 милиони евра, владава доаѓа 50 милиони плюс. Од лоповите од СДС го зимат со 50. 50. И се доаѓаат поштениве? Поштениве доаѓаат 123 милиона минус. Елем е златна кокошка, нема појако предпријатие, нема држава. Тоа влада. Премиерот беше генерален директор на Елем. Министерката сегашна за финансии беше финансов на Елем. Сања Божиновска беше надворешен соработник на Елем и замени генерален директор беше Фатмир Лимани, сегашниот министер за труд. Значи четворица кој што од директно е знаат топ од прва рака. министрите у владата биле раководство на Елем. И они за година дена 123 милиони евра Стив направена белја. За година дена. У меѓувреме, ајде да речеш дека они направиле загуба, што правеле? Па добро, они се инвестираат у рудник, у нов капацитет. Ништо. Знаеш што имаат направено? Сите акумулации се празни. Во овој период биле акумулациите на 70, 75, 80%, зависи од годината. У овој момент акумулациите се на едва и 15% од капацитетот. Тоа значи дека они не само што не инвестирале у нови капацитети енергетски, туку и постојните ги потрошиле. Еве го. Празно. Кај Хотел Радика е. Хотел Радика е по риба сме иделе таму. Тоа е акумулацијата. Ова е испод биолошки минимум. Што прават вика? Има договорено со откупувачи од Албанија, од Косово, од Грција, од Бугарија, од каде не. У тие сати да продаваат струја. И вика им продаваат по поевтина од берза, а разликата вика си ја зимаат у џеб. Држава произведува за џебот на христијан, продава на некој приватен и овие му враќаат разлика. Природниве ресурси наши, христијан ги пушта да вртат таму за да куцаат пари за да си го пуни џебот.